Драги колеги, почитувани представници на владата, почитувани представници на политичките партии, почитувани представници на Стопанската комора, почитуван поглавар на Македонската православна црква, почитувани представници на дипломатскиот хор, почитувани роднини, пријатели, колеги, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство што денеска сте сите вие присутни и изразувам благодарност за тоа што придонесовте со вашето огромно присуство да оваа наша прослава биде позначајна, а верувајте за нас како јубилеј 20 години е многу значајна. Ви благодарам на сите вас. Посебно им благодарам на нашите партнери, 70 на број од 20 на држави кои што денеска специјално дојдоа во Македонија да ја прослават оваа годишнина заедно со сите нас. За нив посебна благодарност. Исто така ја користам приликата да му се заблагодарам и на господинот Бранко Азевски за убавите зборови кои што и мене ме изненадија, да бидам искрен пред сите вас. Јас денеска не можам да ви зборувам ништо повеќе за историјата на Брако и ништо поубаво од ова видео што го видовте и нема ништо од тоа да повторам заради тоа што тоа отслика се е тоа заслуга на младиот продуцент Виктор Петрески кој што го направи ова видео, но јас ќе ви зборувам нешто друго денеска, ќе ви зборувам две други работи кои што мислам дека не можевте да ги видите во ова видео, а се многу значајни и за економијата, и за нашите фирми, а мислам и за нашата држава. Првата работа за која што ќе ви зборувам е партнерството. Ако се прашам што е успехот на Фероинвест и Брако, успехот е во стварање на добри партнерства. И ќе ви зборувам за уште една работа, а тоа е за иднината. Ако се прашам зошто успеа Брако и Фероинвест во минатото, тоа е заради тоа што добро ги предвидуваше индустријските трендови и процеси во областите во кои што ние работевме. Ние работевме во областите на металната индустрија и во областите на енергетиката. Тоа го знаеме, тоа го работиме, со друго не се занимаваме. Ке зборувам прво за партнерството. Тоа е многу важна работа, бидејќи ние во Македонија сите знаеме дека сите партнерства се распаѓаат, пропаѓаат, партнерите се караат. Во Фероинвест тоа не е така. Обединувањето е основниот збор кој што го направи овој успех. Првото партнерство го направив со господинот Владе Гравчев во фирмата Фероинвест 2003 година. Ние двајца создадовме фирма и Владе, да го поздравиме сите, е човек со големо срце, со големо знаење, со беспрекорна честност и со човек со големо искуство од кој што можете да научите. Заедно со Владе влеговме во сите активности, а една од тие активности и прва од тие активности беше заедно со Тргофер да направиме, да влеземе, да го рестартираме Брако, а во Тргофер беа господата Васил Шалев и господинот Орце Давчев и еден аплауз молам и за нив. Заедно со овие тројца господа ние го направивме Брако, јас не го направив сам. Значи сите тие беа повозрасни од мене. Јас може би бев најенергичен, ама сите тие дадоа свој придонес и можам да кажам најубави зборови за сите нив и 20 години немало ни еден проблем во тоа партнерство. Тоа мислам дека треба ние сите во Македонија да го научиме, дека обединувањето е силата која што може да направи иднина. Обединувањето на добрите страни. Тие партнерства и понатаму продолжија. Тие партнерства продолжија со други компании. Па така со мојот брат Тодор Анđушев, кој што ја исто го поздравувам, ја направивме ЕМАСа, која што е компанија која што ги имплементираше сите енергетски објекти и ги одржува до ден денеска, како што слушнавте 120 на број. Не е тоа мала бројка да ја имплементирате и да ја одржувате. Понатаму, значи, правевме нови партнерства. Тие партнерства направија фабрики во Видин во Бугарија, во Панчево во Србија.
Почнавме партнерство во малите хидроелектрани заедно со фирмата Гранит. Зошто? Заради тоа што мораше да земеме градежна фирма која што е со голем капацитет за да изградите електрани во планина. Тие само името мали им е мало, тие не се уопште мали. Тие значи се и текако сериозен објект. И тука сакам да му се заблагодарам на господинот Страшо Милковски, на Гранит, кои што се наши партнери во 14 хидроелектрани, и неговата фамилија Милковски и сега наследниците Зоран и Ивана. Партнерствата продолжија. Направивме ново партнерство во градењето на фотоволтаиците. Таму станавме партнери заедно со двајца бизнисмени, Боби и Емил од Куманово и заедно со Николшо од Кочани и нивните фирми, и таму направивме првиот приватен најголем фотоволтаик. Партнерствата продолжуваат и понатаму. РЕС е партнерска фирма заедно со компанијата Рен Алфа, која што е најголема компанија за обновливи извори во Бугарија, и заедно со бугарската Рен Алфа и Фероинвест имаме најголем систем на обновливи извори и снабдување на електрична енергија од обновливи извори во регионот. Јас можам да набројувам уште, ќе ми извинат тие кои што ги испуштив, а ги испуштив намерно заради следното кажување, а тоа е новото партнерство кое што го направивме во земјоделско-енергетскиот комбинат за кој што сега ќе зборувам, а тоа се господата Перо Колев од Агрија и господинот Перо Спасевски од АСАП Охрид. Јас ве уберувам дека со ниеден од сите овие партнери Фероинвест немал ниеден проблем никогаш, 20 години. И јас на сите нив им благодарам за придонесот, за развојот на Фероинвест, кој што не би бил со овие бројки доколку сите ние не бевме обединети. Сакам сега малце да зборувам за иднината и точно ова последново партнерство го задржав таму. Секогаш треба да зборуваме што ќе биде во следните 10 години. Ако зборувате за индустрија и за енергетика, ако вие немате план за 10 години, вие немате воопшто план. Значи, во следните 10 години, каде ги гледаме нашите компании? Јас сакам да тргнам со еден нов концепт, кој што во светот и текако е веќе препознаен и јасен, а тоа се вика, ако порано сите ние знаевме, што е земјоделско-индустријски комбинат, оние познатите зикови што ги знаевме од времето на социјализмот, сега тоа се менува и тоа денеска се вика земјоделско-енергетски комбинат. Тој земјоделско-енергетски комбинат е класичната циркуларна економија која што ние треба да ја освоиме и како држава да ја усвоиме, бидејќи тука, еве имаме еден, јас ќе замолам ако може тој слайд да дојде, значи заедно со господата Перо Спасевски и Перо Колев од Агрија од АСАПАК е идејата да го реализираме овој проект. Овој проект значи на 2600 хектари земја да се во Овчеполието, да се направи земјоделски комбинат кој што ќе поддржува 2 биогасни електрани, една фабрика за хумус. Од биогасните електрани покрај електрична енергија излегува и топла вода која што е многу погодна за правење на оранжерии, бидејќи во оранжериското производство на радоградинарски култури имате енергијата е најголем трошок, а тука таа е нус производ кој што сега го фрламе. Значи тука има простор за 2 оранжерии за раноградинарски култури, има за фарма краварска простор бидејќи тука е храната, и ние немаме намера да влеземе во областите кои што не ги знаеме. Ние имаме намера да дадеме на партнерски фирми повторно градење партнерство, тие кои што знаат да одгледуваат крави и да работат со млеко, тоа да го прават, а ние ќе им даеме простор, храна, а ќе го собереме отпадот. Тие кои што знаат да работат раноградинарски култури, ќе им го дадеме просторот и енергијата, а тие тоа нека го работат. И таквите партнерства ќе направат да овој систем има влез да го собере целиот органски отпад во општеството, значи се што е органски отпад, а при тоа излезот од него е нула отпад, раноградинарски култури, електрична енергија, млеко, млечни производи, хумус и ништо друго. Нула отпад. Значи, типичен пример за циркуларна економија, и ние сме на пат овој проект да го реализираме во следните 5 години. Сега сме дојдени до таму да е биогасната електрана Сарамзалино
веќе направена, а во комбинатот Ерџелија полека влегуваме и систем воведовме капка по капка под земја и веќе нема земјоделие како што имаше досега. Не ни е нас дејност земјоделието. Тоа ќе биде споредна работа. Овој концепт треба да заживее, јас не сакам повеќе да ви досаѓам со него, него сакам само да отворам нови аспекти каде јас ја гледам компанијата во следните 5 и 10 години. Што се однесува енергетиката, малце ќе ја прерипам и ќе се вратам после нанаизе, значи не сакам да сум ви многу досаден па ќе скратам. Сега ќе преминам на Брако. Брако мора да се автоматизира, да се роботизира. Брако, ве молам ако може видеото со возилото. Брако ќе инвестира интензивно во развој на возила. Брако ќе инвестира интензивно во нови технологии, во роботизирано производство, бидејќи во нашата држава, во Македонија, времето на ефтина работна рака помина. Тоа треба да го заборавиме. Сега треба да конкурираме со знаење, со технологија на цел свет. Во таа смисла ги гледате овие прилози, јас ја користам оваа прилика денеска да ви презентирам најнов модел 720 ZT двокубично возило кое што е развиено од нула во погоните на Брако во соработка со Машински факултет Скопје. Ве молам, возилото можете да го видите во халата. Прв пат е тоа возило прикажано на јавноста денеска на овој настан. Тоа возило е резултат на инженерската работа на сите инженери во Брако, на младите инженери кои што го развиваа ова возило. Возилото е комплетно електрично, со најмодерни хаб мотори, такви како што имаат најсовремените возила. Прв пат разбравме од компанијата Шефлер, кои што се производители, германски производител на тие возила, на тие мотори, извинете, електрични, дека ние и не знаевме, се обидовме да направиме да тие мотори бидат вградени, значи тие се вградени во тркалата, да бидат управувани тркала, и они беа изненадени кога видоа дека ние прв пат нивниот мотор го ставивме во управувано тркало. Значи едно е фиксно, друго е тркало кое што врти. Ова возило има 4 погон, вртат сите 4 тркала и практично е резултат на работењето и ќе биде најконкурентно возило во сегментот на двокубични возила во светот. Картата каде се тоа се продава и каде очекуваме да се продаде, веќе ја видовте и мислам дека нема потреба да бидам досаден и да повторувам. Им честитам и им благодарам на сите вработени во Брако, на сите млади инженери, на сите кои што го направија ова возило. Посебно благодарам на Машинскиот факултет во Скопје, од кој што ја потекнувам, кој што придонесе за правењето на ово возило со свој кадар. Тоа е еден и добар, можеби редок пример за соработката помеѓу индустријата и универзитетот во нашата држава. И на крај ќе зборам за енергетиката. Сите уште еднаш ќе се навратам. Сите ние зборуваме за енергетска транзиција. Тоа е убав збор. Тоа е све убаво. Убаво звучи, обновливи извори, меѓутоа мораме да знаеме дека тоа е скап спорт. Дека таа работа е скапа, дека таа работа има своји предизвици, има дебаланси, има разни предизвици кои што нашата држава ќе треба да ги реши. Во таа смисла, тим од млади инженери во нашата фирма веќе 2 години работат на батериски системи. И последниот фотоволтаик кој што го направивме во Гиновце, тој е прилагоден да веќе биде првиот батериски систем, ве молам променете го тоа, ставете го, првиот батериски систем да биде имплементиран таму. Еве една можност за обединување. Ние ќе треба да заборавиме на зборот енергетска транзиција, ако ние не успееме да се справиме со вишоците и кусоците на енергија. А затоа треба голем систем за балансирање. Еве еден предлог за обединување кој што јас го кажав и на клуб 100. А тоа е, ајде сите заедно у Македонија стопанствениците кои што можеме да направиме акционерско друштво и да направиме еден батериски систем од 100-200 мегават часови кој што ќе биде гаранција дека ова ќе може да функционира и дека енергетската транзиција ќе успее. Бидејќи да, балансирањето на енергијата е можно со Чебрен, ама тој нема да биде пред 10 години. И е добар, ама нема да биде.
А ние треба да одиме побрзо во тој правец. И еве една од мене отворена понуда до сите што се заинтересирани да инвестираме во 100-200 мегавата енергетски хаб и енергетска батерија. И тука од прилика ќе завршам. На сите вас ќе ви посакам прво лично здравје. Ќе ви посакам успех во вашите компании и работите што ги работите. Ќе ви посакам добра соработка со нашите компании, ама на крај ќе дозволите да си посакам нешто и себе си. А себе си посакувам да сум заедно жив и здрав со сите вас и по 10 години, кога ќе славиме 30 години, да не стојам јас на оваа бина. Затоа што треба да дојдат млади генерации. Па во Брако и во Феро Инвест треба да дојдат генерациите кои што денеска сакам да ви ги представам, а тоа се синовите на господинот Васил Шалев, тоа е Благој Шалев и Иле Шалев, синовите на господинот Торце Давчев, тоа се Борјан Давчев и Тодор Давчев, синот на господинот Владе Гравчев, тоа е Никола Гравчев, и синовите мои два, тоа се Ангел и Огнен Анѓушеви. Они треба да го носат товарот на следните 20 години, не јас. И на крај, само сакам да ви кажам дека сето ова што го кажав денеска го кажав со многу емоција. Ама, тоа нема ништо да значи и ништо не важи ако ги нема овие млади инженери што ги гледате позади мене, кои што се запослени у нашите компании. Ништо тоа не значи. Не значат ни халите, ни собствениците, ни машините, без нивното знаење. Тие се гаранцијата дека Брако, Феро Инвест ќе обстојува следните 20 години. Тие се гаранцијата дека оваа држава може да има економија и индустрија. Јас ви благодарам на сите вас, а сега ги поикувам у името на младите собственици да дојдат на бината господинот Благој Шалев и господинот Ангел Анѓушев.